Добар ви ден, почитувани гледачи! Верувам дека сите ве наоѓам во добро здравје пред малите екрани и си го чекате рецептот на денот од вашата емисија Вкусот на традицијата. Токму тоа беше причина што ние со екипата од Алфа телевизија денеска допатувавме во едно прекрасно и волшебно место во Македонија. Верувајте дека ова што го видов овде за кратко време, можам да кажам дека е рај. Рајот во Македонија. Тоа е Самоков, драги гледачи. А во моментот сме на гости, дојдени во домот за стари лица, сувенир во Самоков. Значи, да ги поздравиме сите овде, драги наши пријатели кои што престојуваат во овој дом, да се заблагодариме на собствениците Филип и Кети и посебен поздрав до мојата асистентка Мила. Знаете дека таа е најважна. Денеска без неа навистина многу тешко ќе одеше организирањето на нашата емисија, но она е струја. Што да ја кажеш, земи ова, донеси тоа, таа е тука. И денеска не гледате како сме седнати, да не ве забуниме, ова не е тајната вечера, да не ве преплашиме дека е тајната вечера, не е ни тајниот ручек, баш е овој отворен ручек, симпатичен. И денеска сум со членките на Мајка традиција, една и единствена во Македонија, од Прилеп. Со нашата председателка, господјата Љубица, кој што имаме долгогодишна соработка, а со членките на Мајка традиција секојаш се споделуваме по некои рецепти. Ние дојдовме овде да дознаеме од нашите пријателки како се подготвува сарма од лозов лист на прилепски начин. Верувајте дека не е иста со она што и во другите градови се прави и затоа седиме, затоа што ова виткање на сарма бара да седнеш, да си седнеш на маста, да си ги викнеш другарките, да си ги викнеш пријателките, а машала ние сме многу тука и така да многу бргу ќе ја завиткаме ова сарма. Сега сакам да ја представам господјата Блага Станковска, која што е членка, една од постарите членки на Мајка традиција и таа ни беше гостинка и во Везелки, во многу емисии. Нели ние дојдовме кај вас во етно собата ве снимавме. Сега кажи ни ти како е да се биде пензионер и да се членува во Мајка традиција. Добар ден на сите гледачи на Алфа телевизија. Ние нашето здружение денеска решиме да дојдеме во Самоков, во Старскиот дом сувенир. Тоа е нешто стварно незамисливо, преубаво. Сите сме во години, можеме од кај знаеме некојаш тука да престојуваме. Затоа што животот е таков. Али овде, еве јас и моите сите колешки, да кажеме, нешто е изврсно прекрасно, некоја природа, некој амбиент. Значи, многу топли луѓе, газдите, многу сме задоволни од нив, од приемо и сега ќе да правиме заедничко една сарма, пошто ние за Свети Никола правиме сарми, добиваме генис, мислам цела Прилеп, од кисела зелка, а сега ние си правиме и сарма од лист од лоза. Таа се прави кој ќе почне листо да биде млад. И си го обаруваме, али ние претходно еве се моментално си имаме подготвено. И сега сакаме да направиме една сарма од месо мелено за сите да јадиме. Сега, да ни кажеш ти, Блага, вашата сарма за што се разликува од лозов лист по другите сарми? Јас еве кога правам сарма, ми треба шпорет, рингла ми треба тавче, па пржам кромит, па пржам ориз, па месо, па додека дојдам до листот, 1 сат ке пројде. Андријана, ние ти кажам, клепчаниве, појче си готвиме на дрва. И тоа е многу вкусно, прво. Второ,
си имаме Ама работи. за ова сарма За за ова филм сарма не се пржи. Не, Еве гледам, не се пржи. ајде кажи ни што се ни е Слушај сега, потребно. може вака, ова сарма може малце месото да се запржи до бели. Тоа може, ако сакаш. Ако може. сакаш. Сега, нас ни е потребно овде прво солца. Не, само прво секе ни наброи што Што треба, добро. за еве ова тенџере да се наполни. И ви напоменувам дека немаме кромит во ова сарма, Не. нема кромит, значи не се пржи ништо, значи се си е свежо, се витка, а за да го наполниме тоа тенџере, каде што? Да го наполним ова тенџере, Како и обичаш ако е сите што си фамилијата има. поголема, ни треба 2 кила месо. 2 кила мешано месо. Да јаде мешано, Јунешко свинско и и јунешко, свинско. да. Добро, после сега се колку тура. ориз? Ориз се тура, пример, На еден 2 кила месо. Еден филџан. Еден филџан понатаму. Ако туриш повеќе ориз, понајубаво. Па не ќам ја многу ориз, поише на месо. После ќе си туриш сув зеленчук, Тоа е по вкус. така по вкус. Добро, сол. Солца, црвена пипер, црн пипер. Малце сало, ако сакаш Тука маслинска, имаме, драги гледачи, сало. Да, оти то дава поубав шмек и повкусно е со салото, ако не го јадиме. Супер, така ни треба и масло, И масло, за јадење, да, и за вода. јадење. И А вода. вода А на ништо- крајот, кога ќе направиме сармата, ќе ја наредиме в тенџере и после си го посолуваме со црвена пипер, тураме масленце и вода и си го клаваме да си крчка на тивко Да го и забореш. повелете да јадиме сите. Алал да ми ти овие прилепски весарни. Па да ви кажам, драги гледачи, па овие се господски. Си седиш, си правиш седиш, си правиш муавет. Па дури и кафе можеш да си пиеш, Да. па сармата ќе ви биде завиткана. Ние ги имаме тука со нас, значи пријателките, како што ви кажав, од мајка традиција и од домот за стари лица. А сувенир и Мила е тука. Мила, ќе виткаш сарма? Ке витка и Мила. Ајде сега да почнеме Ајде. сите да видиме постапката. Да Значи, станам. може сармите ќе ни бидат небе седејки. Добро, почни бе. Значи, прво ќе го направиме зајдето Прво, за да. сармата. Ајде. Сега вака, тураме ориз. Добро. Е вака, Така. го промешуваме, до душа И другиот после ориз ќе другиот. го ставиш? Доста е. Хубаво со помалку ориз. Добро. Тураме Ставиме мешан малце, сув зеленчук. да, тоа знаеш по вкус. Така. Оти некој не сака. Добро. Тураме сол. Сол. Сол, Така. шивела доста ќе биде. Тураме црвена пипер. Добро. Не треба многу, пошто после ќе туриме во Така. течноста. И бибер. И бибер тураме. Бибер. А маста ја ставаш на крај, не во месо. Маста ќе ставиме на крајо, може малце сега ако е попосно Месо. месото. Добро, добро. Пошто после ќе туриме, кој ќе направиме Овдека одгоре се, водата. не велам, значи, стари, туку велам искусни домаќинки се околу мене тука. Може има уште малце оривче да туриме, така. да наима. Нека има за Отисме сите. многу, треба сите да јадиме. Стај го тоа целото, а? Да, Тури го целото. ќе го туриме, нека има. Ајде, така. Нема зијан од појче. Сигурно. Имаме многу лисја, драги гледачи, по потреба. Значи да се наполни тенџерето, да се потроши филот. Сега толку лисија треба. Некои се помали, некои се Добро. поголеми. Лисијата некогаш, овие лисија се прават, луѓето си клава во тегла и за во зиму да си има во тегла, така, сами си ставате во тегла, така? се витка под пече сливчина, убаво завиткан и во тегла, и во теглата се става малце киселинка и солца и се запечатува, се вакуумира. И тоа во зимо, значи е многу убаво, може да си го замрзиш, али тоа во зимо е многу убаво, Да ти помогнам, сакаш? Не. Добро. Значи, вие сите ќе се зимате од тука, па дури па и јас да земам да повиткам некоја сарма, Сега нели? вака, може да ви тураме или ќе земите? Еве тука, да. Таму и тука кај мене, па и од кај мене ќе зимаат. Ете, Дај, така. И Појче тука ќе кај мене. земате? Ајде, турете. Земајте. Ајде, Андријана, Ајде. и ти да виткаш, пошто И мене сигурно ме знаеш. ставите на работа. Еми, ти си све крва. Ајде, вас. Во што? Овде оклајме? Ете, така. Е, вака.
полека за да свиткаме, зимате колку едно кафено лажиче. Го ставаме на листот, така? Така. И идеме прво налево, се витка, па надесно и се витка ролничката, така? Еве вака, вака. Еве сармата, Вака. дали ја стискаме? Не се ја стиска ова. Малце колку... Еве, гледайте се, колку жени сме овде, Коли се? сите сарми ќе бидат различни. Ете, а мојата. Браво, Мила, браво. Јас ќе јадам од твојата сарма. Браво. Така? Ајде сега да видам Драгица како ќе ја свитка. Значи, овој лист, например, е многу голем. Сармата ќе биде поголема. Ама може да го пресечиш. Можем да го Пошто е пресечам. многу голем, може да го пресечиш. Та пола. Супер. Да. Така, ајде сега да промоабетиме малку за Свети Николските сарми. За Свети Никола Така. се прави сарми од лист, од зелка, сторена зелка. Ама сакам еве да ми покажете како изгледа сега. Еве баш така. Леле, ова со чечкалице да ја јадеш, така? То зависи до листо. Ако листо е помал, ќе биде Така. помал. Ако е поголем листо, ќе биде поголема. Не мора да биде мали, прилепски. И си виткаме сармава, ќе се свиткаме. Еве ги редиме вака. Се реда. Сега што правиме со ова што е дебелото тука? Ајде да видиме Тоа што е твоето, дебелото, Драгица. треба ноженце Така. да се сечи. Да, ова е многу дебела, ќе си Ќе си свари то, то си е... Така. Така, вака ја свиткуваш, добро. Ајде вака. Значи, вака идеме. Како деца на мали ще виткаме, ще повиваме. Еве вака. Еве, Андријана, гледај. Вака, оп, како направи ова. Ами излезе од тука малку, ама нема везе. Ете, така. Куклина се направени. Добро кога ги конзервирате листовите. Ајде сега да направиме муабе. Дали ги чистите скроз од овие дршките? Да. Така. Сега, ајде кажете ми како е поправилно да знаат нашите еве млади гледачки. Дали листот се става од широката страна на раката или обратно Од се широката. Од широката. Да. Значи иде пред вас широкиот Широкиот дел. дел. Така. И значи не секогаш можеме од лисјата да направиме сарма. Мора да е млад лист. Млада, Така. или пак, еве ви кажав, таа, ако ќе биде млад листо, се бери и си се чиста, си се замрзнува, некој ја мрзни, некој во тегли си ја клава. Браво, ете колку години ли виткаш бе, Драгице, сарма бе. Исти сите, а? Извини, Блага, како викаш? Вела, во тегла си се клава и тоа е многу ба. Што им се става вода? Се клава, повеќе ли се реда, се витка како ролничина и во тегла си се клава. И после во теглата се тура вода, малце солце и малце киселинка. И таа чожолти, листот ќе биде жолт како лимон. И цела зима си стои, тој не се расипува. И после во пример кога што сакаш, си вадиш од лисјето и си правиш сарма, ќе си ручаш со фамилијата. Еве тоа. Гај срцева. Добро. Земи, добрица. Добро. Уште, при крај сме со месото. При крај сега сме со вака викам, месото. пошто имаме многу навиткани сарми. Ајде сите да работиме. Маре, дали ке сакаш ти, тетка Љубица, да станеш да седне, Маре, да ги наредиш како ние виткаме, така да ти ги праќаме, важи? Ајде, нареди ги во тенџерето. Имате, дајте готовите да ги дадеме на Марето. Така. Давај ги ти таму. Одајте ми ги. Еви имаш таман, ти нареди ги убаво и после ќе ја завршиме сармата. Ќе ставиме црвен пипер, така? Да, вода, масло, ние масло, Добро. зејти. И ќе ја оставиме не многу вода, малца се покрие
И одозгоре ние практикуваме да се крај на сармата едно тањирче, ваганче, знаеш. А, ваганче за да не шетат Да не сармите. шета, сармите не лета. Да не лета Да не избега од тенџере. по тенџерето. Може ли сега да ги земам овие? А? Добро, ајде уште малку. Така, и свинската маска ја историш од озгора. Ајде допрете уште това. Да, уште мало. Месо има уште за 2-3 сармички. Добро, ајде да те. Така. Да те ливче. Ама ти како на машинка ги правиш вака, о, ги лизгаш, како слалом, она лизгање, спуст. Затоа пак се прави за убода ти се. Ајде, еве таман последната сарма. Мазне да биде. Добро. Ти собери го. Дособери го тоа. Ако ќе ја подадеш таа сарма, ајде. Еве така. Ајде, Маре. Маре повели. Нареди ги. Така. Леле, колку бевте вредни сите. Значи, сарма, кога ќе правам дома, сите треба да ве викнам. Така? Така. А ние два пати покана не чекаме. Сега Е, така сега. Маре, ти кога ќе завршиш со тенџерето, Дали го тај даш? ни го навам. прво да не правиме директно в тенџере, ќе си да правиме вака. Ајде, сега да видиме рецептот, како е прилепскиот. Ќе си туриме вода. Вода. Тоа може и топла вода. Ќе туриме солца, да не го пресолиме, сол се притура не се вади. Добро. Туриме Црвен пипер. црвена пипер. Аха. Дај салото. И салото. Салото ќе отуриме. Добро. Нека биде побрсничко. Значи околу 2 Така. децилитри стопено сало. Да. И плюс масло. И масло, породна мрсена, Така. да биде поубава. Добро. И сега чекаме колку е да притриваме се водичка. Сега овие Сега тие лисја лисја се ќе ги клада- затворам сармите. Да, од озгора Ќе да ги не ни се затворам. растура. Да не се растурат како велат, да не шетаат по тенџере. Ете така. Добро. Ете така. Сега вака. Добро. Сега целото ова Тоа ми зајре треба. се тука. истура. Сега ова сето го мешаме и ќе си пробаме по вкус Да. дали солено Добро. или не. И си тураме вака од озгора. Ај, таман. Значи доволно таман е покриено. Може И сега ќе се Чекај. пече. Чекај, добро е, ќе Добро пушти е. самото вода, да. Добро. Да, уште малце Ај, за уште секој малку. случај. Еве, како водичка, изгледа. пошто има мрсно, да. Сега уште малку Вода. водичка. И сега го покриваме со вака одно пако тајнирче, Така. за да не ни бега, Да не ни бега, значи убаво да се стисна. Еве го капако. Капакот печеме, Сега крчкаме колку време? Крчкаме се на тивко, брзо се вари. Аха. Значи, на Откако потивко, ќе зоврие? За 1 сат ќе биде готова. Ма и поише. Може и повише, ама за... ќе се свари. Дали сат, дали 2 сами ќе Ама процените. зависи до овно. Сат Ако е време, на сат. тивко, еве 1 сат. За Да, сат. за ќе сат биде време. готова. Значи, останете со нас, ќе ја послужиме сармата од лозов Чекай, лист да на покажиме. трпезата. Еве. Еве како изгледа покриена со чинијата. И тајниот ручек продолжува, Жува, значи, откако така. ќе откриеме сварената крчкана сарма тука во Јас да кујната. пишнам за убавата сарма и за нашата Така. прекрасна И денес. Ајде една песничка сега да си Сите отпееме. кои сака нека дојда во сувенир, ако има време, па да ја проба сармава. Така е, така е, така е. Браво, браво, браво за сармаджиките. Браво. Драги гледачи, еве како изгледа нашата сарма испечена. Знаете јас како ја нареков оваа сарма? Ниту е великденска, ниту е за пролетна, ниту за ова.
ова сарма си е мајка традиција, затоа што сите заедно ја правевме и си ја крстивме мајка традиција. А сега да ја пробаме, така? пробаме. Но пред да ја пробаме, ги гледате овие прекрасни аранжмани, леле со смокви, со диња, по овие десерти, тука па цветови, столбови од крушка, од киви, дињи, веќе што нема. Знаете кој беше одговорен за тоа? Добрица. Господја Добрица, ке ве молам аплауз за мајка традиција и за Добрица, и за Иванка, и за сите кои што беа навистина заслужни за сето ова. А јас си благодарам на мојата втора мајка, мајка Љубица, што го чува нашето пријателство толку себично. Секогаш се организираме заедно и заедно ќе продолжиме и понатаму. Само да сме здрави и живи. Сега да јадеме сарма, така? Ајде да јадеме сарма. Чекај. Значи, ова сарма е интересно така што не се пржи. Браво! Ајде, мајка Љубица, и на тебе. Така. Ете, така. Сега остануваме сите овде да уживаме, драги мои, во ова, во добрата храна, во виното, во дружбата, во љубовта, во топлината. Велат на срцето не му треба ниту злато, ниту пари. Тоа не може да се храни од тоа. На срцето му треба пријателство, топлина, љубов, што ќе го грее. Да сме здрави и живи за многу години. За многу години, македонци, каде и да сте. За многу години, мој народе, на Македонија. На здравје за сите македонци. На здравје.